вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Судир на два патнички воза во предградието на Брисел, Белгија, најмалку 25 загинати. САД веруваат дека Иран станува армиска диктатура, оцени американската државна секретарка Хилари Клинтон. Почнуваме со најновите вести. Два преполни патнички возови се судриле во предградие на Брисел, при што загинале многу патници. Возовите се судриле во снежни услови пред железничката станица Буизинген, на околу 15 километри југоисточно од главниот град на Белгија. Неколку часа по несреќата беа објавени различни извештаи за бројката на загинати. Белгиската железница јави за 25 мртви, додека градоначалникот објави 20. Гувернерот на белгиската провинција, каде се случи несреќата, јави за 10 жртви. Цифрата на повредени се уште не е објавена, додека спасувачките екипи продолжуваат со расчистување на местото на несреќата. Американската државна секретарка Хилари Клинтон вели дека САД веруваат од Иран станува армиска диктатура, додавајќи дека иранските елитни воени сили, револуционерната гарда, всушност ја помагаат владата. Клинтон ги даде оценките во Катар пред да замине за Саудиска Арабија, како дел од незината турнеја по регионот на заливот во обид да промовира напори за зголемување на притисокот заради нуклеарната програма на Иран. Силите предводени од Соединетите Американски држави во Афганистан напредуваат со големата офанзива за истиснување на талебанските милитанти од нивното големо упориште во јужната провинција Хелманд. Околу 15.000 американски, британски и афганистански трупи се инволвирани во операциите центрирани во градот Маријах, во најголемата заедничка операција од почетокот на војната во 2001. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден се судри со својот претходник на функција Дик Чејни во две одделни интервјуа за една американска телевизија со диаметрално спротивни ставови на прашањето за антитерористичките напори на оваа влада. Ниеден член на поранешната администрација на Буш не бил погласен и поупорен во критикувањето на политиката на национална безбедност на председателот Барак Обама од Дик Чејни. Појавувајќи се на емисијата оваа недела на ABC телевизијата, поранешниот подпредседател ја нападна одлуката осмислувачот на терористичките напади од 11 септември да се суди во цивилен суд во Њу Јорк. Судењето на Калид Шејк Мохамед во Њу Јорк е голема грешка. Тоа му дава огромна платформа за пропаганда. Треба да биде во Гвантанамо и таму да биде суден пред воена комисија. Администрацијата на Обама од тогаш се повлече од судењето во Њу Јорк, но остана определена да го суди Мохамед пред цивилен суд. На програмата Средба со печатот на NBC телевизијата, подпредседателот Џо Бајден кажа дека американците нема зошто да се плашат од федерална судска постапка. Тој нема да биде ослободен, ќе биде најден за виновен, ќе биде ставен во затвор. Ве уверувам дека нема да шета слободно по улиците на САД. Но Чејни вели дека ваквата постапка на администрацијата на Обама упатува на поголем проблем. Начинот на размислување ме загрижува. Мислам дека е многу важно да се прави дистинкција меѓу криминални акти пред 11 септември и самиот настан од 11 септември. Тоа не е криминален акт, кога уништувате неколку хектари од Манхетан, убиете 3000 американци и направите дупка во Пентагон. Тоа е акт на војна. Подпредседателот Бајден го обвини предходникот за хипокризија и преиначување на историјата. Тој кажа дека администрацијата на Обама не постапува поинаку со бомбашот од Божич од постапувањето на предходната администрација со бомбашот кој во 2001 се обиде да разнесе авион. Двајцата бомбаши се третирани апсолутно исто. Под Бушовата администрација имаше 3 судења во воени судови. Двајца од тие луѓе денес се слободни на улица. Имаше 300 судења на така наречени терористи, кои сега се во федерални затвори и не виделе бел ден. Не често се случува поранешни и сегашни владени представници да се судрат за политика и токму тоа се случи вчера на американската телевизија. Во продолжение на News Flash, аутизмот е сложено пореметување што влијае на способноста за комуницирање и интеракција. Има многу теории за причината за појавата на аутизмот, но последнава за која ќе говориме во продолжението е за возраста на мајката. Многу жени знаат дека бременоста по 40-та година носи ризик. Шери Кери имала 40 години кога се породила.
Една од грижите е Дауновиот синдром, друга е губење на бременоста. Но Кери никогаш не помислила дека незината возраст може да го зголеми ризикот од аутизам за незиното дете. Незиниот син Бен е диагностициран со ова пореметување. Истражувачите на Универзитетот на Калифорнија ја гледале возраста на милиони родители. Нашле дека жените кои се породиле по 40 годишна возраст имале двојно повеќе изгледи да добијат дете со аутизам споредено со жени под 25 години. Джери Шелтон е водичкиот автор на студијата. Знаеме дека тоа е фактор на ризик, но не можеме да го припишеме порастот на аутизам на поместувањето на трендот за имање деца подоцна во животот, вели таа. Се знае дека постарите мајки имаат зголемен ризик за добивање деца со генетски пореметувања, а гените се верува дека играат улога во целиот спектар на аутизам. Ова може да вклучи луѓе со Аспергеров синдром кои се високо функционални. I have a third cousin who has Asperger's and a first Имам трет братучет со Аспергеров синдром и прв братучет со аутизам, вели Ерика Романо, која има 3 деца со аутизам. Калифорнијските истражувачи велат дека возраста на мајката не е единствениот фактор на ризик. Студијата исто така најде дека возраста на таткото може да има улога, иако не толку колку на мајката. Инаку, бројот на деца со аутизам се чини дека е во пораст низ цел свет, а само во САД се зголемил за повеќе од 2 пати, меѓу 2002 и 2006 година. 1 на 100 деца има некоја форма на аутизам, а научниците уште не можат со сигурност да посочат на причината. Утре во Ньюсфлеш, женската хокејарска репрезентација на САД во потрага по злато на Олимпијадата во Ванкувер. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јене Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Најнови вести погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.